што гори и кога врне. Давид на прва. Уште еден вторник, а како што знаете, вторник е ден кој е резервиран за одлична забава на вашата омилена прва скопска телевизија. Добре дојдовте во Давид на прва. Оваа недела, тоест овој вторник, сум навистина посебно расположен затоа што ќе се дружам со моите добри пријатели, најдобриот пејач, еден од најголемите балкански звезди, би се осмелил да кажам, Јоце Панов и светскиот билдер Тоше Зафиров, кралот на бодибилдингот. Дечки, добре дојдовте во Давид на прва. Добро те најдовме и нека ви е со среќа прва скопска, нека ти е со среќа и на тебе овој нов проект. Знам колку сакаш да видиш на една телевизија и навистина ми е чест што седам покрај една ваква балканска и една светска звезда. О, бра. Ја за Јоце зборела, не сум за мене зборела. Добро. Не, првото беше за тебе, а второто се шалам во секој случај. Ти си балканска, јас сум светска. Да, може. Може да се смениме, ама не. Ја регионално. Но истина, јас еднаш ти кажа веќе, драго ми е што гледам многу особини, како мои особини, а и на Тоше особини, кај тебе и таа твоја упорост, браво. Ти пееш нели во Србија, да направиме некоја споредба, компарација помеѓу српскиот шоу бизнис и македонскиот, дали можеме? Што компарација да правиме во претходно едно интервју зборував за тоа, компарацијата се гледа, мислам многу очигледна и пак да не должиме многу што се недостасува, ама недостасуваат токму вакви моменти, вакви емисии, недостасуваат таблоиди кои ќе пишуваат само за шоу бизнисот, недостасува храброст кај уметниците да малку се посветат на секојдневно на тоа што го сакаат, што го работат, како што еден голем пример е Тоши и покажуваат неговите бројки на тие социјални мрежи, ама секоја час, во 6 часот наутро станат и цел ден му е исполнет и цел ден тоа го практикува и таа жртва. Здрав начин на живот. Па не е битно, во секоја професија мора да има жртва. Мора да даде жртва. Сега, кај уметниците тоа е малку, ние сме би рекол, како да кажам, живееме во една постереотипна, не сакаме многу скандали позади нас, не сакаме па како ќе изгледам, па да ако го снимам ова, дали тоа ќе биде добро, дали не. Па ќе кажам, за жал, светот е веќе таков, веќе, ако сакаш да си актуелен, треба луѓето сака да знаат што правиш, како поминуваш денот, сака, особено и ако си добар пример, како што е, па ќе кажам, Тоше, затоа што едни здрави навики, секој утро кога ќе станам, го гледам дека во 6 станала, јас станам во 11 и ми иде да се испукам вака. Тој веќе трчал, завршил милион обврски. Тоа е тоа, токму тоа е тоа. Тие жртви се тие што и треба кај нас во естрадата да ги правиме, да се посветиме 24/7 на тоа што сакаме да го правиме, за да можеме да парираме на срвите. Колку збор е метод уште да му тече. За прича фала на приловите збори. Мет, да. Знаеш што? Ние имаме тука еден специјален гостин кој што моментално не видлив, тоа е една птичица. Пака секојаш ти лета, ни доаѓа и ни кажува различни информации. Например, дознав дека ти ќе спремаш ова песта во Белград. Дали е тоа точно? Птичица, да. Да, одам од кај тебе веднаш заминувам за Белград, снимам еден летен хит, се вика Ајмо на море. О, супер. И многу убав летен хит. И сега преговарам со Тоши да ми биде пак во еден спот, викам, пошто има пресните татуажи, викам да ги искористим. Татуажи. Тоши, имаш татуажи нови? Да. Овие што ги гледам, ама сигурно имаш и некои сокриени, кои верувам дека сакаш да не ги покажеш. Па само што доаѓам од тетувирање и тоа навистина е на така поголемка тетуважа. И малку болка, али тоа се заборава, тоа што останува после тоа. Така е. И сега на спотот кога ќе бидам од грб снимаан, па оние како ги викат девојките околу нас. Како ги викаат? Па ги гребат оваите. Манекенки, така моделки во секој случај. Модели, да, за спотот на Јоце. Тоше, кои мускули најмногу сакаш да ги тренираш? Све сакам да тренирам. Најмногу мускулот наречен мозок. Пази, све е мускул. Да. Види, мозокот е тоа што ги контролира и другите мускули. Ако го немаш тоа тука, ако си празен, џаби имаш толку многу мускули.
Немам мирна партија, све ми е убаво. Мене ми е убаво, што каже Јоцка, да станам од 6:15 наутро, па да одам наводно да испешачам утрински рутини, гледање дневна светлина, пиење цеден лимон, враќање, ладно туширање, убав здрав доручек, читање на книга околу половина час и ја 9 часа сум веќе спремен за на работа. Аз сум направил вече 5-6 добри работи. Навечер теретана, така да уживам јас во тоа, не ми немам никаков терет, ни па јас психички сум нешто обседнат со некоја мускулна партија или било што. Ја кога влегувам, уживам во теретана и кога ми е најтежок тренинг, излегувам уживајќи пак во теретана. Така. И Јоце сигурно ќе сака да слушате, но верувам дека и нашите гледачи. Затоа сакам да те прашам. Што правиш ти, односно тебе, што треба да направиме ние сите како луѓе кога во одреден дел од нашиот живот ќе паднеме во некоја депресија, да кажем. Како да се извлечеме? Па ништо. Најважно од се треба да сватиме дека секоја секунда, секој момент, секој час ни е вреден. Да го живееме моментот, да гледаме моментот колку поубаво може да го проживееме. Бидејќи тоа што било вчера веќе едно заборавено време или еден истрошен сон. Тоа што ќе биде утре никој не знаеме и ние живееме во некои заблуди што ќе биде утре по 5, по 10 години, а забораваме на моментот. Треба да сватиме дека имаме еден живот, дека е краток тој живот, дека треба да го поминеме најквалитетно што може да биде, да се окружиме со позитивни луѓе околу нас, да си гледаме фамилијата, да си видиме околу нив, така да има моменти нормално е сите луѓе да паднеме во такви искушенија, но самата помисла дека сето тоа ќе помине, ќе се заборави еден ден, треба само позитивна мисла, позитивна енергија и се надминува сето тоа. Се е во главата како размислуваме. А бодибилдингот ти помогна да се изградиш психички карактерно? Па нормално да, бе, сепак тие макотрпни тешки диети по 8-9 месеци, Да. кои што не смееш ни благо, ни газирано, ни секој грант од јаглени хидрати од торис, например, ти е мерен, секој пилешки стек ти е мерен, треба на секој 3 часа да јадиш. Тоа е сепак дисциплина многу тешка и многу напорна. И таа ја верувам, мислам дека таа дисциплина и оние денови поминати во војска, најпрво редовна војска, а потоа кога бив во специјалната единица, дека ме направи јак карактер. И денес ги практикувам тие рутини. Јас кога бевме војна полиција станувавме во 6 часот, исто и сега станувам тоа време, така да само го продолжив тоа што некогаш сум го стекнал. Дали според тебе, извини ако те прекинам, дали според тебе треба да се воведе војниот рок во Македонија повторно? Па да, макар и 3 месеци. Сепак луѓето досетат како и да бидат самостални, баш тие да стане рано, да има некој навик, да има физичка некаква активност, да има обука, да знае колку толку се некој оружје да ракува. Тоа се машки особини кои што треба, мислам според мене, еден маж да ги поседува. Тогаш, извини, тогаш ќе мора. Не прекинуваш многу, не, си одам. Докажете се, извини, моја грешка, докажи се. Не, продолжи. Тогаш ќе се особено да те прашам и сакам да го слушам после одговорот размислувањата на Јоце. Што за тебе значи алфа маж? Алфа маж. Алфа маж за мене значи човек кој што најпрво знае да се заштити своето семејство, кој што знае да биде грижлив и родител и сопруг, да се ги почитува, да се ги сака своите родители, секогаш да може да се ја фати својата жена за рака и да тргне да газе се пред него. Да не може ништо да нема што ќе го спречи. Не збориме да си финансиски кој знае колку богат или тоа е сето тргнато настана. Жената да се осеќа сигурна покрај тебе. И сега не мора жената во никој случај да биде подценета, дека ние сме алфа мажици, нормално покрај јак маж треба да има и јака жена, што нормално и тоа заедничко нешто ќе те бутка напред. Ја, например, сум еден, да кажем, од среќните луѓе што Габриела со мене во село што го работам. Заедно со мене вежба, тренира, оде на такмичење, еве сега и Ангела черката по нашите стапки тргна. Јас сум еден од малкуте луѓе што можам да живеам во ова задоволство. Јас во теретана одам ги гледам двете како вежбат. Јас сум најбогатиот човек да биде. Јас сум најалфа мажот што може да биде. Тоа е алфа маж, кој што ќе знае да се задоволи со многу мали нешта, ама знае да биде тука за семејството кога најмногу треба, за пријатели, за родни други, кој што е стабилна личност, кој што има своје јас. Тоа се алфа мажи за мене. Јоце? Па алфа мажи. Таа сигурност, кажа точно, таа сигурност не е алфа мажек да биде, не знам, визуелно голем, таа сигурност што пред се ќе обезбедиш на своето семејство и на луѓето околу тебе, да се чувствуваат сигурни, не финансиски, туку се чувствуваат едноставно дека се сигурни. Тоа е тоа што секогаш ќе оди прв во со било кој предизвик ќе се соочи прв напред, значи што ќе тоа за мене ете кога ќе се спомне за алфа мажјак,
буквално што ќе нема страф од ништо, дека сите предизвици живот ќе може да се соочи со нив, да им се исправи пред нив. Тоа е отприлика, другите работи ги пополни тоше така да... И да имате товажа на грбот. Тоа е обавезно. Мислам. Како некоја визуализација, зашто не? Да. А може и ништо да не му одова, само да напише алфа. Така, тоа е најголем алфа. Сега сакам вак. Ќе се мачиш, Апропо мабетот за маџ, за алфа маџ. Сепак живееме во демократско општество во кое што секој има право на свој избор. Кој е вашиот став, Јоце, сакам први тебе те слушам за LGBT луѓето? Кој е мојот став? Да. Јас сум имал цел живот пријатели што се декларирани од кога ми почела мојата кариера. Сите стана твои другари LGBT? Јас сум од моја види, знаеш како ви кажат, во шоу бизнисот се знаат, а во обичниот живот се кријат. Да. Значи, инаку тоа нема везе, тоа е било кој има право на се. Јас никогаш во животот не сум делал, никогаш не сум имал предрасуди. Од дете, знам, од кога памтам за себе, никад не сум имал предрасуди за кој како што сака. Значи, кој што тоа е негов живот буквално и нема предрасуди да живеам со тие луѓе, немам предрасуди да се дружам, да испијам кафе, немам предрасуди да ме видат со такви луѓе да пијам кафе, напротив, никогаш. Сум имал многу со мојата работа, зборувам, луѓе кои се, нели, кои не се кријат, кои се декларирани, нели, хомосексуалци, така да никој што не сум го доживел така, дека ќе ме види, дека можеби ќе помисли, воопшто никад не сум имал такви предрасуди, или пак, како да кажам, да имам фрустрации, па да сега некој му судам јас заради... Да. Не, тоа за мене е буквално демократија, баш како што спомна, и напротив, за мене луѓето само се делат на добри и недобри луѓе, дефинитивно. Да, на добри и на лоши. Без разлика, и жени и мажи, значи, сум сватил со моето животно искуство дека се делат само на луѓе добри, кои не можат да ти наштетат, кои не мислат добро, лошо на човек, и луѓе кои за жал постојат многу такви кои мислат лошо, кои мислат за жал ги има се повеќе. Да наштетат, да. Да. Тоше, дали ти го делиш истиот став со Јоце? Па не, кои сме ние во суштина да судиме некој кој е каков и што и како се осеќа, како се декларира, како раснел нивен живот, секој си има нивен живот, нека се го живее како сака, но некој не ми го наметнува дека тоа е таа реалност, дека мора да биде тоа да излегуваат на улица, да пропагираат нешто што се некои нездрави вредности. Сум против тоа, дома или на улица или било кај сакат, може да си правиш што сака тој. Не случајно ве прашав затоа што овој месец јуни нели е месец кој што е важен за хомосексуалците и ќе имаме 6-ти прајд во Скопје. Ќе се одржи 6-ти прајд во Скопје нели за LGBT луѓето, така да како Скопјани треба да се покажеме како домаќини, тош или не? Не, ја никогаш не би ни излегувам такво нешто, ни па моите деца би пуштал да излезат. Мислам, тоа е нивен живот, ако тие сакат да излезат нормално. Не можам јас против тоа да одам, но не би ми било драго и нема што на улицата да се пропагира како милион други работи што се косат со природата, на пример. Сепак се знае маж, жена, дете, тоа било, постоело, че постои. Се друго, нивен живот, нивен проблем, нека си го живеат, само мислам дека тоа се апсурди, мислам дека тие што се на улица не се они вистинските кои што се доживуваат или кои што се... Платени се или имаат некое можеби мало психичко? Ма немам поем, нити знам, не знам дека е месецот таков, ниту знам дека имало такви паради. Да, не ме ни интересира тоа едноставно, ако мисла дека треба да одат на парада, нека си одат, како ја што одам на такмичење, сигурно тие може да ме отсудуваат зашто одам на такмичење, зошто вежбам или било што, така да нивен живот што сакат дека си прават. Нивен живот, но заедничко за сите луѓе е например тоа што сите например сакаат музика. Јас не познам човек кој например не сака музика. И песна, затоа сакам да зборуваме за музиката, не случајно Јоце Панов е со нас, најдобриот македонски пејач. И поширок. И поширок. Јоце, ме интересира твоите почетоци. Кој го откри во тебе талентот за пеење? За пеење моите родители, мајка ми, татко ми, не дека го открија, туку некако сите, цела фамилија така растев. Секој ден се пееше кај нас
во фамилија, мајка ми, татко ми, од на мајка ми страна, сите од на татко ми страна, значи сите се музикални, некои се бавели професионално. И не беше тоа и сега леле ова дете ќе е нешто талентирано, него тоа едноставно така течеше. Кога секој ден си, тоа е секако да си со тоше да се држиш нон-стоп, мора да вежбаш, што ти природно ти доаѓа. И стек да јадеш. И стек да Тоа јадеш. го избегавам да не им биде Затоа ја конкуренција. избегавам. Дали знаеш ова? Не прв пат сигурно, а после долго време пробав стек. Во еден локал тука во кисела вода. Со тоше ако си седна. Со тоше. Со Тоше знае кога и каде, нема да нели да кажа. Затоа ти преска правеше Стичка леташ. Ти веќе си. Јоце, кажа твоите родители биле музикални. Знаеме дека на твојот концерт кажа дека твојата мајка има направена песна за земјотресот од 1963 година. Да. Ти сега таа песна ја работиш. Ја го објавив пред 2-3 дена веќе Концертот, да. И многу добри реакции имам. Јас сум среќен што публиката, знам дека таа публика што имам и што ме пратат, што ме сакаат цел живот, коментарите се секогаш позитивни. Мене ми е драго што многу од колеги добивам, што навистина ете кај нас тие малку Суетни? работи, да, ама ми е драго што многу колеги ми искоментираа позитивно дека го изгледале концертот, секој е чест на храброста, на тоа што сум го направил, тоа што сум го постигнал, на толку многу песни што сум снимил, некои од нив не ни знаат дека имам преку 50-60 песни. Браво. И таму ја испеав таа песна, моментот таму 8 март мораме да кажеме беше. Освен таму ја смогнав храброст да ја испеам таа песна. Навистина толку години некако тлееше и желба ми беше ете. Мајка ми е почината, зашто да не да оставам некое дело што е лично нејзино дело, што од нејзина душа излегло, да пред се е убава песна и убава да се пее. И второ, знам дека многу луѓе, особено скопјани овде, нели, од тие повозрастни генерации се сеќаваат на тој настан, немил настан, некои можеби изгубиле најбили, некои се случиле трагедии, така да мислам дека е вредно. До сега немаше, мислам јас барем не сум слушал да има некоја песна посветена за Така нема. за тој и тоа ми беше ете, веќе кога ја имам песната, кога веќе постои, само ја направивме на концертот да видите еден убав момент и по самиот аплауз на самиот концерт, по самата реакција на луѓето, сватив дека не сум направил грешка што го одбрав моментот прв пат таму да изведам. Од моје лично искуство, затоа што бев нели на твојот концерт и тоше беше, јас можам да кажам дека тоа беше еден од најбавите концерти кои сум бил и навистина филхармонија беше величествена. Толку беше сценски добро изведено. Инаку би сакала да те прашам, кога веќе ја спомна мајка ти, мотивацијски сакам да звучиме. Како ти го издржа тој период, кога таа почина? Како го издржав? Многу тешко наистина, затоа што татко ми, пак ќе кажам, растев некако без татко. На 11 години, кога почина татко ми, јас бев највозрасно дете и наједнаш така ми наложи животот да бидам стол. Колку сте браќа сестри? Јас, брат ми е помал 3 години, сестра ми е 10 години помал од мене. И животот ми наложи, мајка ми одеше двократно на работа и животот ми наложи да некако преку ноќ да созрееш. Јас до 11 години тоа детство, после 11 години моето детство се претвори во некако, како да кажам, возрастен човек. Рано созреа. Рано созреа, кој не ми простануваше ништо друго него да барам начин да бидам успешен. Односно да успеам да можам да Екзистираш? Да екзистирам, да можам на еден ден нели да се одложим на мојата мајка и на брат и сестра и така натаму. И тоа е можеби тоа бреме што го носиме ние како први деца, речеме кога ќе се случат можеби такви некои трагедии во фамилија. Мајка ми кога почина, единствено што ми беше најкриво беше зошто не можев многу повеќе да поминам време со нејзе. Не сум, кој знае дека ќе изгубиш ти родител денес утре, никој тоа не го знае и добро кажа тоа што не знаеме нели колку е животот, треба секој ден да го живееме
Единствено што ми е криво зашто кога требаше јас да ја пружам, иако окей, неколку години беа тие, ама сакав уште да поживее, кога јас може да ја пружам да ужива, да ја возвратам за тоа што се мачела за 3 деца, да не одгледа, да уживам ако да оди на одмор и да им платам да оди да ужива некаде на море и да сите тие работи некако прерано ми замина и тоа ми е единствената некако болка што ми остана така да ми тлее. Но пак ќе кажам, уште еднаш, гледајте ги своите родители секојдневно, затоа што не се знае до кога ќе видат со нас и ми фали тоа, ми фали да можеби да сум повеќе време со неизе дома, да сум, она седеше кај мене овде во Скопје, повеќе да поминеш време да и кажеш колку си благодарен. Јас тоа не ми тоа ми фали, да кажам мајко ти благодарам премногу за тоа што го направи, што беше таква жртва. Тие се моментите што ми денес ми измачуваат. Иако знам дека јас верувам дека нејзиниот дух е тука и дека те поддржува. Верувам дека луѓето не може туку така некоја енергија да згасне, да тотално ништо постои, ништо да не постои. Јас верувам дека некоја енергија нешто постои после овој живот. И се трудам на било кој начин да го величам нејзиното дело, тоа што го направила она, барем сега. И пак уште еднаш ќе кажам, ги советувам сите, дури се ви се живи родителите, кажете им секој ден фала. Се чувствуваш ли за нешто виновен? За многу работи се чувствувам виновен во животот. Нормално. Не таква вина од секогаш сум бил внимателен да не направам, да не погрешам некому намерно. Од секогаш сум така бил воспитан, но секогаш имаме ние во секојдневието наше имаме работи што несвесно можеби ќе направиме грешка. Несвесно можеби тоа што сум го повредил на начин, несвесно можеби. А не можеш некој. Ми е пријател, не физички, не може, физички не може. Јас знам со денови, месеци некогаш да не одам до Неготино, а знам дека е таму мајка ми само на 100 км. Знам колку и значи на неизе тоа гледање. А знам дека на ден кога нема да биде овде, колку ќе ми фала низините зборови да отидам да ми спрема тоа неизино јајчаник јадење или било што е да ми направи некои неизини специјалитети. Знам дека тоа сето ќе ми фали, како што ми фали мојот татко. Но затоа ние што сме ги направиле тие грешки, треба денес луѓето што ги имат при себе да не ги прават. Прво кога ќе станеш со вајле, заблагодари се на Бога што си жив и здрав и што ги имаш тие сите околу себе. Кажи му еден убав збор. Јави се кај нив, отиди на ручек, оди со татко дека ти е жив со едно пиво испи. Доживувај ги моментите со нив. Ние не го цениме тоа, но се надевам дека еве на некои наши грешки луѓе што ќе го сватат, ќе го разберат тоа и родителите си ги поштуваат многу повеќе, бидејќи овој брз живот, ова брзање по екзистенција, овие социјални мрежи направија таква лудост да гледаме другите што работат, да живееме во некоја илузија, а да не го вреднуваме моментот што е до нас. Сега убав разговор тука и од се знам повеќе од 20 години, тебе те поштувам, премногу те респектирам, се знаеме долго време. Уживаме во овој разговор. Ова треба да го уживаме моментот што е овде. Ова е најбитниот момент сега. Така да пак ќе кажам да си ги чуваме, да се негуваме, да си ги почитуваме нашите родители, бидејќи сепак какви и да биле, благодарение на нив сме овде. Сакам сега да ги поздравам нашите пријатели, најслушаното радио во Македонија, Метрополис радио, еден од најурбаните ресторани во Скопје во Македонија, Franklin Bar and Kitchen, кои што се наши пријатели. Инаку би сакал Тоше да ги извориш точарите, да те замалам. И да ставиш ова убава миризлива марама на твоите очи. Не зашто прв? Затоа што ќе играме на многу интересна игра со која верувам дека вие ќе се забавувате како што ќе се забавуваат и нашите гледачи. Додека Тоше ја става марамата на очи, може и Оце му помогне да ме заврзе ако сака. И Оце не мора ти да ги вариш точарите, ама добро. Како ти личи трошка. Да, ми ја говорам со мајците. Си ти одговара, да. Тигар. Имаш еден пијач вака. Што теглиш на лич? Да не гледаш. Што е поентата во ова лудорија, односно игра? Поентата е Тоше нели да не види. Тоше сега моментално треба да рекламира еден производ. А Јоце, јас ќе му помогнеме, нели,
да точно да го погоди кој е тој производ, додека точно на нас ќе ни поставува прашања. Дали тој производ е од течна состојба, на пример, бренд, ова, она, каква боја е тој производ, од каков материјал е тој производ, зашто се користи тој производ и точно треба да го погоди тој производ. Чека, јас треба да прашувам и да го погодам? Да, а ние ќе ти одговараме. Добро. Јоце, сакаш ти да го држиш овој производ? Мислам дека си навикнат да го држиш овој производ. Си го држам. Почесто, а? Чекај, сега треба да го допира до шеф. Не. Сега треба да прашувам, така? Само да го Да, држам. да. Се пие? Тоа нека одговара и од себе. И од сега да одговараш. Шеф, иди. Победи побрз, поекспедитивен. Да, не. Се јаде? Некогаш можеш да пиеш, пушта некогаш. Само понегуваш? Само понекогаш. А зависи од тебе дали ќе пушта. За мачкање? Не е за мачкање. Не е за јадење, не е за мачкање, пушта понекогаш. Еве нека го... Дебе? Тоше, кажи ми вака, дали, например, точно ти го користиш овој производ? Точно дали ти го користиш овој производ? Ти го користиш ли од овој производ? Па, не, на мене не. На мене не го користам. Ова безобразно нешто. Еј, ние на безобраздели Али ти личи. многу е добро. Многу е добро, стварно е многу добро. Зашто се користи? Па брат, за нас мажите нешто што е така привлечно. Привлечно. Мислам, Корисно, да ти разбуди многу чакри во животот. Праши, например, каков материјал е Извади направен. вените без да вежбаш. Да. Танга гачичка. Ааа, браво, може да го извадиш тоа, точи, браво. Ја. Браво. Тоше, си користил некогаш танга? Да, Тоа ќе си користил, си користам ја. Да. мора да се На сонча. надпревари? На надпревари полутанга. Полутанга, танга. Танга за сончење. Тоа ќе стварно ти танга носиш. Си носам дома интимно кој на базен. А кога Па како ќе го исончам инаку мојот заден мускул? Да. И тој мускул го вежбаш? Да, најмногу. Да. Да, Одлично. А твојата супруга? Дали сакаш да ја гледаш од танга? да. Да, како ора директно, да. Одлично, ќе ве замаламе да на аплауз нели за Јоце Панов и за Тоше Зафиров. Ние сега ќе продолжиме. Дека бе добар релиз. Одлично. Презентација. И на маркетинг, Со презентација. така да можете да и рекламирате и производи. Дури ме возбуди да се каже. Ајде, тогаш одма тогаш ќе преминеме на една интересна рубрика, а после ќе одиме нели на... Само јас вака, да? А ја не. Не, сакав. Јас имам тангата. Сакав Тоше да го изиграва. Тоше, како еден од најатрактивните мажи во светот, дали тебе ти се додворуваат? Да, ми пишува, ти ги блокирам. Што најчесто, која глупост најчесто си дал да ја прочиташ вака, кој некој сакал да ти ја... Се едно исто, дај покажи ми што имаш доле. Доле, Да. доле у подрумот имам тегли. Не, а таа се, не знам како ги нарече. Сепак се работи И тоа се луѓе тоа е повеќе култура. од лажни профили, нормален човек тоа не би го не направил, не би се не осудил да напише нешто такво. Тоа се луѓе кои што се кријат под некои извисни лажни профили, кои што си зимав за храбро за такво нешто да напише. Инаку, вака во живо не ми се случило. Сега не знам, Јоцката малце, не поискусен у тие работи. Продолжуваме понатаму, Јоце. Дали некојаш во животот си направил незаконска работа, незаконско дело? Не ги знам законите, не сум правник, така да јас си терам што ми убаво. Например, убивам човек. Па, не, што мислам дека е добро, тоа си зависи во која сфера. Така. Зависи во која сфера незаконски. Сите грешиме, сите сме живи луѓе. Кој не сгреши? Но гледаме да не правиме грешки. Да, нормално се. Тоше ти? Тоа е нормално, сите како сите други живи луѓе. До сега немам казна ни за брзо возење, ни за било што. Например, внимавам многу, посебно за сообраќајот и навистина сум поборник и овие камери сега што сака да ги стават овде. Те човек страфува да ти пише. 1 јануари, рекоа. Те му е страф да ти таму пишеш каза како како зборија Беше за навистина. за еден пејач имаше билдер како Тоше. Наш? Иде пријател, не знам кој беше во Србија, дали Саша Ковачевич. Рајович, не, некој имаше некој. Ој иде пријател
Вика да ти пее на сваба. Вика, брато, да ти е страв да му нарачаш песна. Значи, навистина не се почитуваат сообраќајните правила прво кај нас и навистина доаѓа до овие несакани последици, например, сите излегуваме од нашата држава, шетаме, гледаме Словенија, Австрија, како е, навистина се почитува премногу и одмераки да прошташ и да возиш кола и да уживаш во сето тоа. А тука на пешачки ако поминува, некој ако помине на пешачки, ако го пуштиш, ти се заблагодарува кај нас. Така е, затоа што не се навикнати. Да, и ја некој ако ме пуште да поминам, се заблагодарува. Да. Да, така да треба да се смене тој ментален склоп. Кај нас мислам да внимаваме малку повеќе. Сакам да зборуваме и за Австрија, но сега ми потикна да ти поставам друго прашање. Тоше, Зафиров, еден ден, хипотетички правиме муабет, после Јоце ќе го одговори тоа прашање. Јоце размисли. Те ставаме за премиер на Република Македонија. Какви новитети, какви промени ви направи во нашата државичка? Не сум за политичар јас. Добро, еве, хипотетички правиме муабет. Од областа на спортот, еве. Ја би сакал да имаме една поздрава нација, многу повеќе младите да се посветат на спортот, да имат многу повеќе едукација од мали нозе и мислам дека образованието малку ги носи во некоја погрешна насока, мислам дека многу подруго треба да биде образованието, да ги учи на таа финанска писменост уште од мали нозе, но намерно најверојатно не е така за да можеме да бидеме робови на општеството цел живот да работиме. Тоа е, мислам дека тоа треба да се промени. Има многу, ако почнам да ни треба 10 емисии, образование, здравство, све комплет треба да се промени во оваа држава. Првен треба да се промени најбитно се менталитетот кај луѓето. Оти се доаѓа од нас, ние секогаш укривуваме некој друг, кривиме, а се е до нас. И не знам, повеќе би се посветил на тоа, младите да повеќе да спортуваат, да имаме поздрава нација, да ги учиме некои поздрави вредности, бидејќи колку имаме поздрава младина, толку ќе бидеме поздрава нација. Да сум бил добар во таа сфера, сигурно би бил политичар, сигурно најверојатно и сметам дека би бил лош политичар, бидејќи самата душа што ја носам не ми дозволува такво нешто да биде. Добро, сепак ти дипломираше сега пред година дена. Јас дипломирав и психологија, ова година ќе магистрирам на клиничка психологија, сакам да се едуцирам, да учам, сакам да се надградувам, сакам да работам на себе. И единствено нешто што се каваме пред 20 години што не сум почнал да читам малку повеќе, бидејќи знам колку промени може да направат читањето на книги, бидејќи нема нешто поубаво од еден човек да чита, да се едуцира. Ти зимаш книга постара од 100 години, разговараш со Наполеон Хил, еден од најмудрите луѓе што живеел на оваа планета. Ти како едноставно да разговараш со него, ти ги дава најмудрите совети што може да било тој човек. И ние него цениме тоа. Таа книга кошта 300-400 денари, едно кафе да отидеш да испиеш. И затоа единствено нешто само тоа се кажам што порано не сум го правил, но сигурно времето не ме дозволувало и работа што сум имал тогаш, сега ја малку повеќе слобода, така да сега гледам да надокнадам колку што може повеќе и навистина многу читам и уживам во читањето, сакам да читам. Ама сигурно и луѓето секогаш не судат според овој физички изглед, гледат тетоважи, гледат мускули, а никој не гледа во позадина што сте овој човек направил, каков е овој човек, каков е со луѓето, каков е со другите. Кај мене отвори мојот Facebook, кај мене нема ни еден коментар да видиш негативен јас према некој, ни еден видео да видиш негативно. Се е со цабајле што правам, здрави вредности за родители, за деца, за фамилија, се она што може да се пропагира за едни здрави вредности денеска една фамилија, еден човек да ги има. На никој лошо не сум му кажал, на никој лошо не сум рекол. Секој сакам да дам поддршка на наши дали уметници, дали пејачи, дали музичари, дали било кој да е, така да гледам да не наштетам на никој, да си го правам тоа што ми е убаво, да се дружам со луѓе со кои што ми е убаво. Со Јоце Ковој да се видиме ние 3 сата да седиме заедно, 3 сата ќе се смееме. Не, додека не се гуштат онака убаво, јас не верувам. Не верувам. Зинот не се гуштат. Не, и стетовиране, страх ми да го гушам, ќе ме тепа. Ме боли. Он многу силно ме стиска за грбот кога ми гушка. Да, не таква ми милост. Барем може да се поздравите. Во секој случај. Точно спомна Јоце дека нели знаат да го осудат според нели изглед како изгледа совршено. Тоа е нашиот менталитет. Ти се соочил некој со хејт? Со предрасуди? Со хејт. Хејтов имам милион. И тоа константно можеби ликови што се константни и што едноставно не поднесуваат туки успех. И тоа е тоа најголемиот проблем е токму во тој наш ментален склоп.
сите ние не гледаме за себе да направиме нешто во животот, туку гледаме тој нешто што ќе направи како да му го оспориме. Зошто е тоа така? Па види, тоа е така, јас често го зборувам ова, тоа е така во генезата. Тоа е така во генезата, вие кога ќе читате милион книги наназад за нашата историја, вие ќе видите дека секој македонец е предаден од македонец. Ниједен македонец не му направил лошо турчин или некој друг. Да. Така, секој е предаден од својот и тука таа е, валда е тоа нешто, не знам, може би звучало прегрубо да кажам некој проклетство, ама тоа е некој е така во генеза што од генерација на генерации тлее, среќа што сега во малку помодерно време со толку голема достапност на социјални мрежи, секој за секој можеме да луѓето повеќе да слушаат, повеќе да се образуваат, повеќе да гледаат на своите телефони и тие што не читаат книги, барем да слушаат што зборуваат попаметни луѓе. Сакаш да ни отпееш нешто? Што да отпеем? Твоја песна. Сакам твоја песна. Да ве отпееме еден мал дел, премиера. Ајде, може. Од песната што ќе снимам утре. Ако тебе не е проблем, може. Топло е, ајмо на море, рано е, ајмо до зоре, добро е, дали е горе, само е љубав, само на зорје, сречна си, кажеш кроз сузе, врела си, испод те блузе, добро е, дали е горе, само се бивши прекасно воле. Добро е да ја горе у секој случај. Само добро е горе. Тоше, како се ретко пијам, ама само кога одам на забави на Јоце Панов, тогаш знам да се напијам. Да, си бил пијан до сега во твојот живот? Да, сум бил како да се бил. Какво е твоето искуство? Многу убаво. Се смее, сите Јас си само ги се бацува. смејам и се играм, ништо друго што. Колку ти е лимитот за да кажеш доста? Немам лимит. Како бе немаш? Па немам лимит, си пијам. Да? Јас не пијам, ама кога пијам, си пијам. Само кај Јоце Панов. Па Да. Еве сега за па не, две забави и убаво така да е. може Види, да не направиме. треба да бееме сега лажно скромни, но дефинитивно е добрите забави се тука. Да, но во умерени количини во секој случај мораме да кажеме, така? поумерени се. 2 литри виски не може да претеруваме ние сега да пиеме Да. До 2 литри. До две. Тоше како е Блаже? Добро е, супер. Добре, он живе во Австрија, нели преска те прекинав? Да, во град се таму, во Австрија, супер, функционира, работи, учи, супер. Блаже таму е мотив, ја мислам дека на целата македонска нација, колку треба да си упорен во животот, колку треба да си храбар за да успееш во животот и какви пречки да се соочиш во едно вакво општество како што е Македонија, така? Па тој се јунак сам за себе, тој се покажа дека е преголем борец и затоа стигна таму кај што стигне и знам и верувам дека ќе биде многу поуспешен, иако го има тој недостаток, да кажеме, сепак тој е среќен човек, тој е исполнет човек, оди работи, студира, полага германски јазик, оди на джудо, оди во теретана, Браво. оди по семинари, шета по целиот свет сам, така да тој е посреќен и поисполнет од многу овде луѓе што имат се во животот. Прво се здрави, живи, гледат, слушат, све него цена тоа што го имат, одат по тоа некој материјално, а заборават се она што го имат на себе. Не гледат што се случува околу нив и какви случаи има. Така да Блаже знае добро, храбро се носи со тоа сето и навистина јас сум горд на него и тој за мене е и ќе остане најголемиот херој што може да биде. Тој дојка овде луѓето спијат се уште, тој, како што кажавме, не гледа, си улага во акции, улага во Тесла, во тие ИПА фондови, каде уште не, Браво. си има стратегија направено после 20-30 години во животот како треба да му изгледа неговиот живот, да му биде среден, така да размислувам многу подалеку од овде луѓе што се прави, здрави, се имат, а уствари немат ништо. Празни се во души и во срце и во се. Затоа како што кажав, Блаже на вистина е пример на сите нас. Планови за виднина, Јоце, кажавме нова песна. Па нова, мислам нов албум, цел нов албум. албум? Тој ова ќе биде еден сингл се за почеток како најава, бидејќи е летна песна и брзаме што побрзо да излезе, инаку цел албум е тој. Наредното е таков еден концерт да повторам до крајот на годината овде во Македонија и фокус ми е после Здравје Боже Сава центар во Белград. Еве, чекам и на вистина ти посакувам многу успеси и среќа и многу ќе на среќа ако успееш да направиш дели концерт, а верувам дека ќе успееш. Тоше,
Минатата година кажав дека се повлекувам од оној такмичарски бодибилдинг, бидејќи сигурно ќе вежбам додека ме држат моите ноги, додека се движам. Но ова година имам посебна мотивација и сакам да излезам уште едно големо надпреварување, како што е Мистер Олимпија аматар овде во Букурешт и Мистер Олимпија во Америка во Лас Вегас, заедно со мојата сопруга и мојата ќерка, и ќе видиме некоја прва фамилија, прво семејство кој што излегле на такво големи надпреварувања. Дај Боже и да се заките некој од нас со медал, така што имам преголема мотивација и инспирација оваа година. Око трпно работиме сите заедно, се спремаме сите заедно, исто и Зоран Милошевски, мојот тренинг партнер кој што е. Така да навистина сум среќен што ова го правиме заедно и повторно ќе кажам, јас сум еден од малкуте среќници кои што може да го доживеат ова со својата ќерка и сопруга, да го работи она што најмногу го сака да го работи во животот. Браво. Привилегиран сум. Браво. А и ние сте привилегирани што имавме вакви прекрасни луѓе кои што се и големи мотивацијски тренери и говорници. Фала ви што бевте мои гости и како што знаете, ова емисија е посебна од танги па до различни општествено-граѓански теми, така да кажете нешто вие. Ништо, благодариме, навистина интересна емисија. Прв пат сум со Јоце во некоја емисија, да сега не сме биле заедно. И ми е навистина пријатно и добро се чувствувам во вакво друштво, студиото ви е прекрасно. Фала. Сигурно ќе биде емисијата и верувам дека ќе биде многу гледана и здраве да се видиме за година, 2-3 во 10 пати поголеми студија и вие уште поуспешни и Јоце да го гледаме на Маракана како пее таму, цел стадион како аплодира, како викат сите Јоце да се гордееме со него. Јас се неговиот менаџер веднаш покрај него таму да видиме тука. И јас. Ти секако ти. Јас се сакам. Така да само здрави и мислам дека другото се ќе си даде на своје место. Јоце. Благодарам од срце да се на крајот на емисијата да знаат дека се е ова шоу бизнис. Тоа сакам дека нели. И од некои кажани зборови дека беше нешто малку преувеличено, али не битно. Горе дека некои ликови се измислени, може да се некои ликови се измислени. Оние големи ликови. Не, јас ке се освено се радам дека од продукцијата нема да и од телевизијата нема да ми направат нели проблем, но ке се освено да кажам вака пред самиот крај. Тоа што кажа 10 пати поголеми студии. Еве конкретно за мојот живот сакам да кажам. 5 годишна борба, на вистина абсурд беше тоа што иако сум дипломиран новинар веќе речиси, ме забранува само заради мојот стајлинг. Ова телевизија по 5 години ми дозволи нели да работиме од форма телевизија, мојата најголема желба, така да не постои цена или телевизија во Македонија која што ќе ми овозможи јас да работам таму, затоа што јас не сакам повеќе, затоа останам во Прва Скопска, а што се несува за Јоце, навистина ти посакувам многу успеси и вакви големи успеси во твојот живот и да се дружиме и ветувам дека ќе се дружиме вака во истава нели екипа повторно. Обавезно. Секојаш благодарам уште еднаш на поканата, ти посакувам да одиш напред, да веруваш во себе и секојаш денес е барем лесно, денес. Додам напред, ми рече, ајде ќе одам напред. Напред вака во животот, добро, те разбирам. Фигуративно кажано, добро. Денес е нели лесно, денес луѓето све што е интересно, што е за гледање, што е успешно, ќе најдат начини и да те гледаат и ќе најдат начини да никогаш да не отстапуваш од тоа. Секојаш ќе има сопки, тоа е факт, секојаш ќе има предрасуди, секојаш ќе има знаеме ние, нели, ако си премногу добар си лош, ако си премногу добар си лош, ако си премногу лош пак си лош. Тоа е проблемот. Или пак ако си премногу лош, за жал за некои си добар кои што се лоши, но тоа ќе го дебатираме, нели Тоше? Јас сакам да ги поздравам моите роднини пријатели од Неготино, Чичко Лазо, Чичко Орданчо, моите другари од детство, Голам Борче, Аце, Миле, Стаменко, Нацето. А комшиката од Неготино? Не, комшиите тука од Припоршо спроти, не секој што се гледаме. Голем поздрав и до моите другари од Градинка. Комшијата да исклучи мојот. Голем поздрав, ќе почнеме нели хронолошки од моите другари од Градинка па се до факултет. Ама тоа ќе го направиме туаме наредна епизода, да не ве замараме, сепак верувам дека многу се забавувавте со Тоше Зафиров и со Јоце Панов. Ние се гледаме нареден вторник, така да ви ветуваме одлични шоа. Останете со програмата на Прва Скопска телевизија. Чао, чао.